Ина Марковиќ на 14 години се иселила од Македонија. Живеела и учела во САД, работела таму, се развивала, напредувала, градила кариера. Потоа го продолжила образованието и напредувањето во Шпанија, за на крај да се врати во Македонија да основа стартап и да развива софтвер кој што има потенцијал да ја промени маркетинг индустријата во светот. Незината приказна во денешното издание на Newbiz подкаст. Ина Марковиќ, добре дојде во Newbiz. Добро ве најдов. Фала многу за поканата. Сакав да дојдеш заради тоа што имаш исклучителна приказна за некој кој што учел, па стигнал до тоа да биде основач на компанија. Сега тоа учел, како се одвиваше? Ако треба да се вратиш наназад и да не ги регистрираш сите клучни точки, што би издвоил? Апсолутно. Ке се вратам назад на 14 години, кога се решив дека заради тоа што беше уклучена дека имам дислексија, а тогаш во тоа време немаше тука толку многу поддршка колку што има сега, се решив дека треба да најдам место каде што може начинот на кој што учам јас да биде повеќе стимулиран. И така дојдовме до заклучок дека треба јас да се преселам во Америка. Во Америка се преселив во Вашингтон DC, таму учев средно, факултет и работев со мали и средни предпријатија во тој регион, Мериленд, Вирџинија и Вашингтон DC. Низ цело ова искуство научив интересен начин што функционира за мене за учење, за да ми стимулира чувството на радозналост, да све повеќе да сакам да научам повеќе за некој на теми што ме интересираат, нели. И токму тоа е, мислам дека најглавниот фактор кој што е битен во мојот живот понатаму, затоа што дисциплината и начинот на кој што функционира за мене за да учам е тоа што ме стимулираше после да отидам и во Барселона на магистратура, а сега и неодамна да завршам у Harvard Business School за дигитален маркетинг. И тоа е тоа учење кое што ме секој ден ме носи во некои нови патеки на да дознам нови интересни работи, кои што понатаму ме доведува до идејата на креирање Дина. Од аспект на учење, тоа е кариерен пат кој што се развива, сигурно имаш моменти кај што си кажала, леле, ова не го направив како што треба, или ова ми е погрешна одлука, ова ми е одлична одлука, заради тоа што направив така и така, ми се случи тоа и тоа. Кои се тие предизвици, грешки, падови, одлични одлуки што си ги памтиш? Знам една одлука одма ми текна сега на во моментов, кога се решив да отидам во Барселона на магистратура, се почувствував overwhelmed, затоа што беше часови за маркетинг и за меѓународна продажба. И човек кој што е дислексичен, бројки не му доаѓаат лесно. И многу од часовите беа бројки и финанси. И у тој момент се почувствував ова е премногу тешко. Не знам дали го избрав правилниот пат, што ќе се деси ако не успеам. И моменти на self-doubt. Меѓутоа имам родители што многу ме поддржаваат и кои што кажа и на што и да пробаш, битно ќе научиш. И тоа беше тој момент, значи лекцијата што ја научив низ цел мој живот е пробај, ќе научиш. И да не успееш тоа што си помислил, сепак ќе научиш нешто што понатаму во животот ќе можеш да го искористиш. И точно тоа се деси. Од сите оние искуства што сте ги стигнала со работата со мали и средни предпријатија во САД, што е оно што сметаш дека е добро, што може да се преслика тука со цел да ние ги развиваме нивните искуства, да ги земеме со цел да се развиваат малите и средни, така и нас, па да се развие економијата следствено? Нешто што многу ми падна интересно со работење со мали и средни предпријатија баш во тој регион на Мериленд, Вирџинија и Вашингтон, е тоа што пак ќе се навратам на они многу почитуваат кога ново вработените entry level што го викаат се curious и сакаат да учат со повеќе од погорниот менеджмент. И мислам дека тие отворени врати измеѓу entry level и по higher management, отворени врати на споделување на знаењето се многу клучни. За тие вработени кои што сакаат да научат за бизнисот, да научат за како функционираат работите, да бидат дел од
тимот не само како 9 to 5 позиција, туку стварно да допринесат на било кој начин со своето интелектуално знаење, тоа многу помага. Приметив дека таму многу се отворени вратите помеѓу senior management and entry level. Нема некои бариери на кариерки, ниту има бариери на до тука можеш, до тука ти е позицијата. Ако имаш радозналост и сака да дознаеш, вратите ти се скрос отворени. И тоа е многу... Тоа прашуваш некој, сакаш да ми бидеш ментор, или онака природно доаѓа, колку повеќе прашања поставуваш, толку по-отворени се за да ти дадат? Мислам дека природно доаѓа. Доаѓа од само иницијативата на човекот што е entry level, да дојде кај неговиот директен менаџер или некој што е на повисока позиција да каже, имам прашање за нешто. Што мислиш за ова? Знаеш што ми текна пред некој ден? Дали би можело на овој начин? И тој higher management да може да биде отворен на муабет и да каже да, би можело, одлична идеја, или доколку не би можело, зашто не би можело? Кои се работите што треба тој човек да ги има на ум, што може треба се доучи? И овој начин на комуникација е многу битен. И е начин кој што стимулира на човекот што е entry level да се чувствува како да дава value на компанијата, многу повеќе од само тоа за што бил вработен. И веројатно на тој начин си ги наоѓа афинитетите и што е она што го влече и што во што сака да се специализира. Абсолютно. И претпоставам така стигна до дигиталниот маркетинг и тоа дека сакаш натаму. Апсолутно. Јас кога искочев од факултет, јас учев социјална психологија. И прво нешто што почнав да работам е sales. И мислев дека у sales таму ми е патот, заради тоа што кога користиш социјална психологија во sales, си доста успешен, затоа што доаѓаш еден менталитет дека сакаш да им помогнеш на луѓето и дека за све има нешто решение. И ако продуктот кој што го продаваш веруваш во него, лесно можеш да правиш продажби и правев доста продажби. Меѓутоа, уз патот се најдов во маркетинг. И поради овој curiosity и овој ниво на соработка со higher management, каде што јас бев многу заинтересирана за маркетингот, иако ме вработеа како sales, ми дозволија да направам shift у кариерата, они лично ми го отворија тој пат и ми кажа, иако те бива за sales, всушност афинитетите тебе ти се повеќе во маркетинг. И така почнав со дигиталниот маркетинг у 2011. И така почнав со LinkedIn. И како се развиваше? Кажи како се развиваше. Многу беше интересно, затоа што тогаш уште имаше повеќе, беше фокусот на семинари, меѓутоа почна да влага дигитализацијата повеќе. И LinkedIn у така 2010-2011 почна да биде доста активен у B2B светот, во местата кај што ја работев, нели? И почна тој дигитален аспект на комуникација, на маркетинг да се развива полека и беше многу интересен затоа што беше некако хибридно помеѓу семинари, меѓутоа исто така да можеш и со дигитален маркетинг да ги опфатиш луѓето кои што не си ги опфатил или да се конектираш со луѓето што си ги опфатил семинарите за да можеш да направиш еден nurturing на тој relationship. Така да се чувствувам дека доста бев во pivotal момент на некој shift у маркетингот помеѓу традиционален маркетинг и дигитален маркетинг. И тука се заљубив во дигиталниот маркетинг јас. Во вистинско време на вистинско место си. Апсолутно, да. И како патот те доведе да се вратиш во Македонија и тука да основаш тим бизнис стартап? Прекрасно прашање, што ностоп го добивам од многу луѓе. Јас секогаш сум верувала дека барем така сум се чувствувала, тоа што го имам стекнато, сакам да го вратам назад. И во Барселона кога бев, јас сум заљубена у Шпанија и мислев дека ќе останам таму. Меѓутоа, некако вратите почна да се затварат и патот да ми се укажа дека треба да се вратам во Македонија. И си го земав тоа како знак, дека моето знаење треба да го споделам тука, а не таму. И тука кога се вратив, благодарение на многу луѓе што ги запознав, видов колку има талент и колку всушност, поготово со нови академии како Brainster и SEMOS и различни што ги има институции што нудат едукација на младите и сега со врати отворени со надворешниот свет да можеш како млад да се работуваш со клиенти или во Европа или во Америка, многу поотворени се шансите и многу повеќе има опции за младите да го стимулираат својот мозок и да работат со надворешни клиенти и со тоа да се чувствуваат и интелектуално способни, а и да бидат финансиски стабилни. И тоа е тој момент што ме натера да размислувам, окей, јас со моето знаење, што можам да направам за да допринесам. И тога се решив, ајде малце да sharpen up my skill set и ја земав програмата со Harvard Business School.
И тука ми дојде идејата за Дина. Идејата за Дина дојде всушност после тој курс со Харвард, кој што беше феноменален. Тука ми дојде идејата за да се креира нешто што ќе ги стимулира младите у дигиталниот маркетинг. И се објасни што е Дина, како функционира, како е замислена, каков облик треба да поприми во својата во својот развоен пат. Дина е софтвер, SaaS, значи Software as a Solution, кој што ќе се нуди на мали и средни предпријатија со чиста намена да им помогне да ги разрешат своите проблеми со немање доволно ресурси, немање доволно правилниот кадар во маркетинг, време, буџети. Многу мали и средни предпријатија ги имаат овие секојдневни главоболки, заради тоа што не знаат на што попрво да се фокусираат, дали sales, дали operations, дали маркетинг, а маркетингот е многу битен. И Дина е всушност, Дина доаѓа дигитална ина, е всушност еден софтвер кој што треба да репрезентира еден CMO, Chief Marketing Officer, директор на маркетинг, и тројца вработени кои што се дигиталните агенти на Дина, кои што би правил organic маркетинг и paid маркетинг и исто така би помогнал со lead generation и lead nurturing. Значи, исто како едно мало предпријатие ако вработи еден директор на маркетинг и тројца пропратни помлади кадари, Дина е тоа, само што е 10 пати поевтино. Значи се обидуваш некако да се клонираш себе си, ама во AI-алатка. Да, и затоа го споминјам овој курс програма што беше со Харвард, затоа што ми дојде да како јас секој сум помагала на мали и средни предпријатија, меѓутоа it's not scalable, што им кажам на странците. Не може да се скалира тоа затоа што си само еден човек. И се викам како може во овој свет на AI, кај што све може да се дигитализира, како може цело ова знаење да се дигитализира и се стави у еден мозок и да може да помогне на многу мали и средни предпријатија. И тоа е Дина. Дина е всушност поврзана со знаење од Харвард, од Корнел, Јел, престижни институции, поврзана со преку стотици информации од престижни sources, reputable sources, за да им помогне на мали и средни предпријатија да прават маркетинг одлуки и да се чувствуваат confident во нив, самодоверба да имаат, да не се секираат на халуцинации или било кои тие непосредни проблеми што доаѓаат со користење на големи LLM системи. И како ја направивте? Знам дека не си сама, имаш тим, кој зашто е задолжен, кој што требаше да ја обезбеди на Дина за да биде функционална? Да. Има една реченица се вика It takes a village да се изгради нешто и точно, потребно е тим, сам не се може ништо, потребно е тим на кој што му веруваш 100%, со кој што имаш таа хемија, имаш таа енергија, на тој предприемачки дух и сме поделени. Имам CTO, кој што ја гради позадината на Дина, имаме фронтенд девелопер кој што го гради предниот дел на Дина, Chief Financial Officer кој што се осигурува дека све е како што треба и дека на сите места кај што можеме да дојдеме до финанси сме таму. Колку често ви вели нема пари за тоа? Како? Колку често ви вели нема пари за тоа, не може? Да, често. Често, меѓутоа, ова е еден од New Generation Chief Financial Officers, јас што ги викам, кој што размислува вон кутијата на размислување и на тој начин секогаш наоѓаме начин за тоа што треба да имаме финанси. Магионичар, да, точно. Имаме нормална арт директор кој што ја води визијата на Дина да биде спрема најновите и нај-cutting edge designs и имаме Chief Operating Officer кој што нормално без неа не би можеле ниту еден документ да го помрнеме. Што ви беше најтешко во создавањето? Ја имавте идејата, кога создадовте тимот, што беше она што се појави како предизвик што можеби не сте го очекувале? Вака, кога си предприемач и кога пробуваш да направиш свој бизнис, не треба да имаш мислење на неочекувани предизвици. Треба да го очекуваш неочекуваното. И треба да бидеш спремен и на неочекуваното да му придеш со менталитет на учење. Што можеш да научиш од ова и како можеш ова да го промениш за да дојдеш до тоа. Како секој стартап, најголем проблем е аксес до финансии. Да се стигне до степенот кај што можеш да ги добиеш финансиите што ти се потребни да го скалираш својот продукт.
И нормално, и ние дојдовме до тие неколку проблеми кај што немавме доволно, кај што се трудиме, меѓутоа пак ќе кажам, секој opportunity е момент да научиш. Од една шанса кај што имавме да презентираме за Дина, не достигнавме тоа што сакавме, меѓутоа научивме, па затоа сега сме поканати на подиум у Словенија да презентираме. Од таму ќе научиме сигурно нешто друго, кај што ќе можеме да го земеме тоа и да го примениме за следната шанса што ќе ни се отвори. Така да има многу предизвици, нема да кажам не. Има многу моменти што навечер те држат будна. Значи не е лесен стратегија животот? Не е лесен, меѓутоа е многу возбудлив. Многу возбудлив од аспект дека ако гледаш секој чалендж како нова шанса да научиш и како тоа да го гледаш како пазл на некој начин. Добро, ова не е правилното парче, дај да размислам што треба да направам за да го најдам правилното парче, и градење на таа сложувалка е многу возбудливо. Секогаш знаеш дека сакаш да бидеш претприемач? Не. Не. Што те натера да се предомислиш? Не знаев од секогаш. Дури пред 4 години да ме прашаше некој, ќе кажав не. Јас сум човекот што е behind the scene, кој што работи со LLM системи, кој што гради содржината, кој што размислува на како тие парчиња да се стават заедно за сложувалката биде целосна, меѓутоа да кажам дека тогаш би рекла да, сакам да бидам. Не. Разликата е тимот. Тимот е најголемата разлика. Затоа што кога имаш тим позади тебе што ја дели истата визија, што ја делиш ти, истиот passion, тој entrepreneurish mindset, ти дава некој вид на сила, ти дава све што е потребно за да бидеш предприемач. Така да апсолутно тимот е тоа што ја прави разликата. И сега ги спомна финансиите и не е едноставно, особено не е едноставно од Македонија, затоа што можностите да најдеш инвеститори се далеку помали отколку да речеме да си во Скандинавија или во САД. Меѓутоа, како изгледа тоа барање на финансии? Што се случува? Како се поврзувате со venture capitalists, како се поврзувате со angel investors, како пичирате, како изгледа целиот тој процес, затоа што генерално луѓето се речат сакам да имам стартап, имам идеја. Ама за таа идеја да стигне до некаде, како да ги добиеш луѓето да слушнат? Има во Скопје прекрасни програми, кои што се една од причините зашто и се решив да влезам во овие води, кои што помагаат на секој млад кој што има идеја и кој што го има тој мајндсет да го спремат. Програмите се од многу мина се понудени и помагаат од средување на pitch до средување на документи, до како да презентираш, до networking opportunities, до запознавање со angel investors. Све што е потребно е ти да сакаш да го направиш тоа. А сега сум многу горда да кажам дека во Македонија и во Скопје, од кога сум вратена јас, имам може 5-6 години од кога сум вратена од странство, премногу opportunities има. И многу е поубаво него како што било кога си отидов. Супер тоа да се слушне. Да, апсолутно. Толку има програми за стимулирање на мозокот на младите, што јас сум фасцинирана. И што сум еден од причините зашто станувам тука е заради тоа. Затоа што сакам да сум дел од тој екосистем. Понатаму со Дина, здравје Боже, сакаме да сме дел од тој екосистем на стимулирање на тие млади мозоци што ги постојат тука. Да. Имало ли некоја ситуација кога си пичирала пред инвеститори, нешто што ти било, како кажав ова, зашто не го кажав така, нешто што можеби те изненадило или првиот пич се сеќаваш ли како беше? Да, првиот пич беше многу интересен, многу возбудлив. Во литература МК во Diamond Mall ни беше пред еден куп инвеститори. И апсолутно го имаше моментот на oh my god, требаше тоа да го кажам. Многу голем компонент за Дина го заборев да го кажам од целата возбуда, ама тоа е окей. Затоа што моментот кога ми текна на тоа, си кажав, окей, ќе закажам состаноци, one-on-ones,
И у тој момент ќе ми го кажам. И ја земав иницијативата да се конектирам со сите angels што беа таму и да им кажам, многу ми беше мило што бевте присутни, мило ми е што изразивте интерес према Дина. 5 минути не ни беа доволно, јас би била многу благодарна ако можеме да одвоиме пола сат да ви раскажам малце подетално и тој момент имав шанса да кажам малце повеќе за Дина. Така да моментот на леле не требаше тоа да го кажам или леле заборавив тоа да го кажам, секогаш ќе го има. И не треба биде тоа како discouragement. Начин на учење, да. На учење, све се води на учење. Апсолутно. Спомена дека си навлезена во технологијата, во вештачката интелигенција, што се случува во светот, гледаме како се трансформираат цели индустрии како резултат на тој развој на новите технологии. Како гледаш на вештачката интелигенција, за добро или за лошо, или зависи од тоа кој како ја користи? Јас сум еден од луѓето кои што гледа за добро. У нашиот свет секојаш ќе има што го вика duality, за секој добро ќе има лошо. Меѓутоа све е прашање за на што сакаш ти да се концентрираш и тоа да можеш да го скалираш. Јас сакам да се концентрирам за доброто и сакам да го скалирам доброто од вештачката интелигенција. Веруваш дека има многу често се зборува, те им ја земе работата, нема да има веќе, не знам, дизајнери, нема да има. Иако известно време пред појавата на OpenAI и ChatGPT, обично се велеше дека вештачката интелигенција или роботите ќе ја преземат работата првенствено оние што се касиери или можеби возачи на камиони или таксисти со самовозечките возила. Меѓутоа некако со ChatGPT се смени тоа. Имаме впечаток дека многу поверојатно е дека овие креативните, условно речено, копирајтерски, дизајнерски, видеограферски позиции добиваат за сега асистент помошник, меѓутоа муабетот е те да заменат. Како гледаш на тоа? Апсолутно нема да ја заменат. Хуманата креативност никогаш нема да се замени. Тоа што може да дојде од нашиот мозок како креативност, сега за сега, ниту во блиска иднина не може да дојде од нешто што е програмирано од машина. Секогаш ќе биде, ја го викам, enhancement. AI јас го гледам како начин на како ние може да бидеме појаки, поспособни, поможни да направиме разлика во овој свет, од било кој аспект. И креативноста мислам дека ќе биде амплифицирана со AI, меѓутоа незаменена. Исто е и за copywriting. Јас сум content writer по дефолт. Тоа ми е my biggest passion. Меѓутоа никогаш не сомнам дека ќе бидам замената. Заради тоа што ќе дојде од мене, од мојата креативност во моите зборови, не може да биде замената, нели? Само Ина може да го смисли тој збор, да кажеме. А AI може апсолутно да ми помогне да го амплифицира тоа. Значи, одиме на автентичност. Да, секогаш. Зборувај ми за иднината на Дина. Каква ти е визијата? Како ја гледаш? Како се развива?